вторнички Марко, како и секогаш расположен во кујната. Интересно е што имаме гриз, нешто што се посомнува дали само со топла вода ќе испадне. И на крај испадна. Испадна многу добро. Многу добро, да. Да. Ете го гризот го имаме и секој во студио вели дека одамна не го дегустирал. Тоа сакав да напоменам дека всушност гриз како храна користиме кога ќе станеме родители со малите деца, така и велат колегите од зад камери дека нели некогаш со нивните дечиња го правеле и го конзумирале гризот. Па еве и во насока на будењето кое што ќе го имаме со Блашка Миева, која што е коинциденција, нели нова мама на, ако не се лажам, 7-месечната Кира ќе ни открие во продолжение, така што време е веќе за внесување на различни вкусови во незиниот живот, па можеби сега овде има многу работи, но нели адаптирано онака како што треба Блашка, полека ќе влегуваш и во тој свет. Интересно дека пред неколку месеци кога ја барав таа вели Марко, ми ставаш во таков предизвик. Сепак ова е премногу рано за мене. Тоа беше само мислам дека може 40 дена откако го донесе таа на светот бебулето. Да, но сега веројатно раните утра не се нешто невообичаено за Блашка Миева, која што по професија е всушност уметник и низ години сме имале во најразлични незини изданија, дали за изложба, дали за оние работи други кои што нели ги практикува. Секако тоа ќе имаме можност да го откриеме. Блашка, дали не слушаш, бидејќи те имавме, па те снема? Сега те гледаме. Не слушам јас. Да посакаме добро утро. Добро утро. И да прашаме кога започна твоето утро? Па, пред 6, секако. Нормално. Со првиот најбав аларм, нели? Да. Пред 6, дефинитивно, да. Супер, така, и јас сум дел од тој клуб, така што има многу луѓе кои што нели функционираат во тие рани утренски часови. Така е, таков е животот со мали бебиња. Блашка, прво да прашаме колку ти беше предизвиката можеби да се навикнеш на тој нов начин на функционирање? Па искрено ви кажам, јас и претходно кога сум гостувала кај вас сум напоменала дека рано станувам, во принцип, не толку рано како сега. Нормално. Ама да, 7:30, 8:30, 9 веќе некогаш кога сум имала и повеќе работа, да, 7 веќе сум станувала, 7:30, ама до 9 часот најдоцна сум станувала. Меѓутоа сега нели е веќе сосема различно. Морам да станам сега. Значи нема време нема веќе избор. Да си доспијам и така натаму, ама не ми е воопшто тешко, да ви кажам најискрено, тој дел, барем. Нормално. Младите, новите мајки се жалат барем на тој дел, меѓутоа мене не ми е толку тежок тој дел. Не знам, дали дека станував порано, па сега веќе Па да, сигурно има и тоа некаков удел. Инаку јас и Марко сме во кујната и стандардно кога ја реализираме оваа рубрика, ние си подготвуваме некаков наш оброк, а кога е Марково прашање, секогаш е тоа некакво изненадување. Па еве денеска наменито некаков оброк со гриз, тоа го велиме. Вие започнавте со воведување на цврста храна, претпоставувам и гризот веќе ќе почнеш да го воведуваш. Да, така е, Цеце, ти знаеш најдобро, да, веќе го конзумира гризот, нешто што нели ние како деца сме го конзумирале. Да, го конзумира со нели почеток овошните кашички, потоа нели ручек и така натаму. Се со ред, морам да пофалам дека си јаде. Тоа е добар знак, добре. Да, не можам да се пожалам. Веќе Блашка има бирање на храна, нешто што отфрла во моментот? Мислам дека уште е рано, или? Не, има. Си покажува карактера? Покажува, да. Ке се насмеам сега, нели, со детенцето пред неколку месеци или пред една година, извидникот кој рече грашок ни даваат. Така. Грашокот не е некој фаворит сега за сега, останатите јадења и се во ред. Да. Јас само сакам прво да ви ги честитам великденските празници. Оваа година се поклопија некако. Да, православниот и католичкиот. И православниот, така да ви ги честитам и на двајцата. Ти благодариме. Се надевам дека убаво си поминавте, зашто вие нели сите ги прашувате како си поминавте, вас никој не ме прашува. Ти благодариме. Така да се надевам дека убаво си поминавте вие двајца. Фала ти Блашка. Супер искористени денови. Зедовме одишка и тоа велиме со Цеце беше се погоди, барем времето постојано беше сонце некако во поголем дел, така што баш зедовме одишка. Беше идеално. Да честитаме и кај тебе, дали покрај сите овие мајчински обврски најде време и да вапцаш јајца? Да. Браво, оваа година
беше некако реков кај нас во домот славиме и едниот и другиот Великден и убаво се поклопи и успеав. Од Браво. десетина неколку, така, ама не беа Колку многу што? уметнички. Да. Колку што Сега знаеш што, дали во лапцањето го внесе твојот уметнички момент да црташ, да правиш нешто, да видат тоа, не знам какви јајца или... Не беше толку изразено, затоа што искрено немав толку време, ама нешто испадна. Не беше целосно, нели? Така. Исклучена таа креативната шичка. Блашка, дали си љубител на кафе? Да, јас... Дали си кафепијач? И сега, нели, го имам кафето во мојата омилена шолја, не На ми е се уште здравје. го пијам, на здравје нека На ви здравје. и вам. Зашто не, сега тоа можам да кажам дека ми недостига најмногу, на мир малку да го испијам кафето, целосно испијам под... Не знам дали ќе туташ, ама мир нема да постои понатака во пиењето на кафе, многу ретко. Добро, тој мир, сакам да кажам, нели, 10 минути барем и да видам што како треба со денот, само тоа некако можам да кажам дека ми недостига, ама почнав веќе да го конзумирам кафето, претходно неколку месеци воопшто не пиев. Па потоа, нели, без кофеинско и така натаму, меѓутоа, да, сум утрена, сакам да си го пијам кафето, некогаш и по 2 кафења на ден, меѓутоа сега нели само изутрината која некако трае утринско кафе 3 часа може да трае тоа. Да, долго се пие. Блашка, какви се другите утрински ритуали кои што вообичаено ги имате сега веќе фамилиарно може да кажеме? Да. Па мислам дека како и секоја нова мајка, секогаш станувањето е тоа најважно, подготвување на бебенцето. Нормално бебенцето си ги диктира тие моменти, пресовлекување, гушкање со неа. Вирувам го користите и сега убавото време за утрински прошетки, да. Да, го користиме секој момент, за среќа живееме близу до паркот, градскиот парк во Скопје, па речи си секој ден кога е сончево одам со неа на прошетка. И не знам, мислам дека убаво се чувствува како и секој друго бебе. И тоа е еден ритуал што го правиме секој ден, домашните обврски, нели, сега и со подготовка на кашички и така натаму, меѓутоа се извинувам за техничките. Без грижи. Без грижи. Камерата, да. Сум изгубила осет. Блашка, кој ти беше најголемо изненадување и предизвик за кој што апсолутно лесно се адаптираше можебит како стана мама? Најлесно или најтешко да одговорам? И едно и друго може. Може и едно и друго. Да, најлесно мислам дека ми беше, не знам, целата таа грижа околу неа. И се уште ми е. Добро, сега како расте, си има повеќе и повеќе обврски околу неа конкретно. Но најтешко пак ќе кажам дека сега може некој ќе ме разбере погрешно, меѓутоа тоа слободното време изутрина, посебно и во текот на денот, кога всушност ги сработував работните обврски. Работните обврски во поглед на мојата работа, значи уметничките обврски, креативниот дел, затоа што 2 до 3 часа секако во утрината, речи се секој ден, тогаш најмногу ги сработував, најефективна бев, меѓутоа сега за жал од тој аспект веќе не можам, нели? Се трудам секојдневно некако да пробам да седнам да сработам, меѓутоа за жал се уште не може, бидејќи е многу малечка. Освен ако немам, нели, помош некој да ја причува и така натаму, меѓутоа тој дел можам да кажам дека ми е најтежок. И се надевам дека што поскоро ќе се вратам околу тоа, затоа што имам многу идеи во главата, а не можам да ги реализирам и да ги сработам. Верувам дека си И инхибирана. како уметник е малку тешко тоа, затоа што кога имате наплив на идеја не можете од време да седнете, да ги сработите, од нели времето кое сега поубаво го поминувам, не можам да се пожалам, меѓутоа ете тоа е оној потешкиот дел
Да, што верувам ми дека падна. тоа е еден момент за кој што секоја мајка ќе се сложи кога нели се намалува времето за себе, времето за социјален живот и пријатели, но приоритетите се поинакви и како што спомена и ти, сепак времето што го поминуваш е многу убаво, а тој наплив на емоции и креативност веројатно за многу скоро ќе исплива на површина кога споменавме во текот на вчерашниот ден јас и ти полека работите ќе си легнат и ќе дојдат на секој на своето. Па дел од фотографиите кои што ги погледнавме, може луѓето и нашите гледачи да погледнат и дел од твоите слики, односно дела, но дел и од оној накид кој што го изработуваш, каде што повторно тој твој креативен момент е присутен. Со оглед на тоа што напомена дека имаш многу идеи, можеме ли нешто да најавиме, Блашка, за оваа 2025 година? Па, јас би сакала, многу би сакала да се реализира некаква идеја, значи пред сега имам на полето на ликовната уметност идеи, значи цртежи и слики имам идеи. Накитот некако мислам дека ќе почекам, бидејќи пред се малку поспецифична категорија каде што со ситни работи се работи, детали, алати и слично и не знам колку би било паметно со малодите такви работи околу неа. Но за ова другово, нели, искрено и би сакала повеќе да ја внесувам во уметничкиот свет, така што со боите, со четките и така натаму. Би сакала веќе да почнува да некако разбира некои форми и слично, па се надевам дека заедно ќе сработуваме нешто, да. Јас не се сомнам дека и заедно ќе создадете некој уметничко дело. Познавајќи те по природа, многу убави дружби сме, але ќе признаеме во минатото и секој пат сме биле сведоци и интимно твои фанови на тоа што го работиш, така што сега уживај во оваа фаза. Ова сигурно ќе ти биде едно ново откровение, нешто што ќе предизвика некоја нова изложба, некоја нова тематика. Со мајчинството ќе си дојдат многу работи, дефинитивно. Да. Јас сум ваш фан, исто така, дуото, омилено. Така да, не знам што подготвува Марк во моментот. Многу вкусно изгледа. Во моментот што ми текне, Блашка, ако ми веруваш, во моментот што ми текне. Инаку, апропо гризот кој што го споминавме, јас бидејќи некоја нова адаптирана искрена правам сега во периодот и често го имам гризот, да речеме, наутро. Марко е не сведок, но пример дека може гриз да се конзумира и на оваа возраст, дека не е само храна за бебиња, тоа да им кажеме на гледачите. И сега, чисто да знаеш што ставивме, гриз, какао, малку бисквити, сигурно ќе имаш сега плазма кексови, по дома ќе се наоѓаш што се вели. Тоа не е некаква основа направивме, тука и малку мед. Сега помешавме грчки јогурт со банана, тоа ќе го ставиме како втор слој, ќе ставиме мелени јаткасти и одозгора ќе ставиме шумско овошје, ќе бидат неколку слоеви, ќе биде баш како убав некој пудинг. Чизкейк, ама некаков кейк, некаков кейк, Блашка, да, ама прилично вкусно изгледа. И сега, да, ова не личи дека нешто многу време одзема. Да, се многу убави за подготвување и тоа сакам да ви кажам, сега се пронајдам себе си во креативниот дел, можеби да не експериментирам со боја и слично и со форми и со четки, меѓутоа сега некако забавно ми е да правам експерименти со вкусовите за кашичките на Кира, од причина што јас тргнувам од себе, нели, мене нешто што не ми е вкусно или што ми е вкусно, нормално нема, субјективно не сакам да и наметнувам уште од сега, но мешањето на вкусовите, нели, експериментирам со тоа и така натаму и мислам дека многу креативно човек може да се изрази таму, значи во поглед на храната се трудам јас уште од сега поприродни комбинации на исхрана да и давам, нели? Морам да признам не секогаш, меѓутоа кога сме во движење и слично, некогаш ќе мора, нели, купечка кашичка и слично, но генерално би сакала да продолжи понатаму домашно приготвена храна и за неа, бидејќи од сега навиките се стекнуваат и мислам дека и јас сега веќе полека треба да се враќам во текот на бременоста, се трудев многу многу здраво се извинувам да се хранам. Речи си благо, воопшто не конзумирав, ете како што споменав, ни кафе и други некои неквалитетни храни за бременоста, потоа нели од кога се породев, меѓутоа е многу потешко тогаш, бидејќи ви треба и многу повеќе енергија и слично.
И сега веќе признам дека не внимавам толку, меѓутоа гледам дека ми пречи. И затоа го разбирам Марко дека вистина треба да се вратиме кон таа здрава искреност, бидејќи повеќе енергија. Да, Така е. отколку да идеме нешто во движење, не знам, купечки, крастани или слично. Ама некогаш не успевам да си направам нешто дома. И знаеш како, претпоставам дека ти најдобро го знаеш одговорот. Сега без притисок уживај, па дури и во храната на моменти легитимно е во овој период кога и требаат ти витамини. Така што само ти адаптирај се сега во новата улога. Да ти кажам, едва чекаме да ти најавиме некоја нова изложба која што ќе биде низ Македонија или во Скопје. Ќе видиме, може ќе биде заедно со Кира или Кира ќе проба да ме надмине некако. Да. Супер. Влачка, нема да ти земеме многу или повеќе минути од твоето утро. Верувам дека е турбулентно со оглед на тоа што си доста рано станата. Ве очекува, претпоставам, и убава прошетка со оглед на тоа што и времето е убаво, така што препушти се на следните моменти кои што следуваат. Уживајте заедно со Кира, гушкајте се, сакајте се, ова се навистина преубави моменти, како што велат и нашите повозрастни или постарите, многу брзо поминуваат. Мислам, веќе си сведок на сето тоа. Да. Мислам дека за 7 месеци како за 7 секунди ми помина. Не верував, ама ета се уверив целосно. Влачка, благодарам многу за поканата. Во секој време бакнежи до тебе и до Кира и секако за скоро се гледаме, се слушаме со новитети, едва ја очекуваме. Ви благодарам многу, имајте убава работна недела. Фала ти многу, Блашка, поздрав до тебе. И да, како што спомена и Марко, во некои изминати емисии, сезони сме имале Блашка, сме најавувале многу убави изложби со проекти и изложби, така што се надеваме дека наскоро повторно ќе имаме таква можност.